Францускиот културен центар. Ова покажува дека не само што разговаравме со и остваривме соработка со другите културни институции, што се под юрисдикција на градот, туку разговаравме исто и со странските културни центри, така што остваривме соработка и со Францускиот културен центар, со British Council, а во склоп на библиотеката постојат и американско катче, италијанско и сега во блиска иднина и грчко катче. Така што се обидовме да ги контактираме сите, да ги вклучиме во таа програма и да делуваме како едно, и мислам дека тоа е многу добар културен настан. Дента продолжуваме со една изложба која што ни е во соработка со музеот на град Скопје. Тоа се факсимили од весници кои што го содржат или зборуваат за Македонија во насловот од средината на 19 век до излегувањето на првиот број на Нова Македонија. Тоа е една интересна изложба која што е многу пати прикажувана на Македонија, предизвикала големо внимание и мислиме дека треба да биде дел од ова прославување на 60 годишнината на нашата библиотека. И исто така во соработка со Американскиот културен центар, односно Американското катче, тој ден во 2:30 ќе имаме презентација на животот и делото на Марк Твен по повод 170 години од неговото раѓање. Со тоа ќе започнеме на 10 и мислам дека имаме убава програма. Слободен сум да ги поканам сите заинтересирани да дојдат. Оние што да речеме не го слушнале целиот разговор, ги поканувам да го посетат нашиот вебсайт, се надевам дека ќе можете да го прикажете. На вебсајтот имаме апдейтирана секојдневна програма и да искористам да кажам дека не само оваа програма, туку сите активности на библиотеката и новите наслови ќе ги стакнеме таму и се надевам дека интеракцијата со сите граѓани ќе имаме на брзо ниво, на соодветно ниво, од дома, секој може да се провери, да види што е ново и да дојде во библиотеката. На 11 ќе имаме програма за одбележување на празникот на ослободување на градот Скопје и тука веќе е нешто повеќе предвидено за помладата публика и тоа ќе се одржува во Централната библиотека Другарче. Има ликовен хепенинг, има изложба на книги, надписи во врска со библиотеката, има историски час, значи ќе прочитаме каква е историјата, како библиотеката од почетокот до сега се развивала. Има мал рецитал со децата од ДКЦ Карпуш, потоа ќе има учество на членове Blue Sky група при Британскиот совет, значи уште една соработка со Странски културен совет и работилница за деца, учиме да правиме оригами со членови од Детскиот креативен центар. Значи, дента на 11 повеќе сме сконцентрирани на помладата публика